Джентлмен е следење на животни навики или креирање на животни навики и многу дисциплина во остварување на нив. Кога велам животни навики, здрави навики, не мислам само на физичкото здравје, туку и на менталното. Нормално со посветеноста кон остварување на нив. Никој не се родил со знаење, учиме цел живот, меѓутоа доброто е кај нас што можеме да се апдейтираме постојано. Да прифатиме нешто што е добро, старите навики од повозрастните луѓе секогаш се добронамерно пренесени и има зашто. Често знам да кажам кога зборам со пријатели дека треба му се верува на човекот кој што има повеќе изгресонца од тебе, кој што има повеќе поминато од тебе и верувам дека искуството само за себе говори. Една целосна слика за добар джентлмен, јас би рекол дека треба да има општи познавања во секоја сфера. Би ја ставил тука науката, би го ставил спортот, меѓутоа големо влијание исто има и музиката. Музиката како дел од нашето секојдневие, креирана е за да ни го исполни денот, ноќта, за да не стави во некоја друга димензија, каде што ние можеби да ќе се чувствуваме покомодно. Можеби велам, од проста причина што од нас зависи како ќе ја прифатиме музиката. Цел живот е присутна музиката околу мене, би рекол. Долго време ја следиме таа електронска сцена, електронска музика. Скопје беше за наша голема среќа центар на електронската музика на Балканот. Велам за наша среќа, бидејќи тогаш имаше немили настани, распадот на Југославија и доста центри околу на Балканот беа, да кажам, потиштени и нема никаква музичка сцена. Скопје тука поентираше на некаков начин и од тогаш би рекол доста од овие генерации се заљубија во таа електронска музика, кога велам електронска музика. Идејата започна пред неполни, да кажам, 3 години, 2,5 години, сакавме да излеземе од тој стереотип на слушање на музика, буквално на секаде иста музика, и рековме дека гостите и самите жители, да кажам, на нашава држава и на нашиот град не се тие на кои што треба да им се даде критика дека немаат познавање од музиката. Напротив, ние како угостители треба да допринесеме за едукација на посетителите, би рекол, и да им дадеме правец што тоа се слуша низ светот. Скопје знае да слуша убава музика и Скопје заслужува да слуша убава музика. Овој проект го започнавме како еден мини, да го кажам, фестивал кој што траеше во месец септември 2019 година и во тој месец се појавија плејада на артисти кои што се познати во нивниот правец на музика. Срекни сме што се тие дел од нашето семејство, меѓутоа срекни сме и што нашите цели кои што си ги зацртавме во тој период ги остваруваме. За нас е период кога имаме ковид на планетава Земја, рестрикции и мерки кои што треба да се следат и колку и да беше тешко времето, Интермецо Music Bar се посвети да музиката биде присутна. Без разлика дали во живо, дали ќе биде тоа на онлайн платформа, сакаме да дајаме музичка едукација. Артисти кои што настапуваат на Ибица, артисти кои што настапуваат во Миконос, артисти кои што настапуваат во Тулум, беа од самиот старт дел на музичката програма на Интермецо. Тргнувајќи од професорот по музика Никос Диамантополус, кралот на Миконос, органик хаус и даунтемпо правецот Валерон. Започна таа 2019 година и тој тренд продолжи со самото реновирање на музичкиот бар Интермецо. Споменав само дел од имињата кои што настапуваа кај нас, каде што за нивниот, да кажам, букинг и за нивниот настап се бараат нормално светски стандарди, джентлменски да ги кажеме стандарди, каде што треба да се исполнат критериуми на највисок левел, би рекол, на највисоко ниво, простете. Со самото тоа,
ние самите се дигнавме себе си на едно поджентлменско високо ниво, дека треба да ги нагостиме луѓето што ќе дојдат или да ги примиме тие светски артисти на еден джентлменски начин. Таа карта кај нас добро успева и затоа би рекол дека джентлменството е дел од Интермецо Music Bar. Артисти како Себастијан Леже, како Армин Миран, артисти како Сатори, Ланка, Крис IDH. Листата е навистина многу голема. Ќе ми простат некои ако не ги споменам. Роджер Санчес, кралот на хаус музиката, беше дел од овој бар и во самиот негов настап во живо, кој што идеше и на неговиот официјален профил, отпосле се стави на SoundCloud платформата, збореше со воодушевување за Интермецо Music Bar. Тоа е една голема, да кажам, награда за джентлменството во Македонија и во Скопје. Не се ставаме ние тука како бренд или име да седи позади нас. Ние сме дале допринос на светски музички настан да придонесеме на еден джентлменски начин, би рекол. Сум среќен што се повеќе и повеќе луѓето даваат признанија за сето тоа што се случува и со особено внимание ги очекуваат нашите следни чекори. Месец декември, месец на забава, би рекол, целиот свет го означува на некој повозвишен начин. Концертите кои што се дел од музичката програма на Интермецо остануваат и во декември. 15 декември за прв пат во Интермецо Music Bar на наша огромна чест настапува хрватската и балканската мега звезда Джибони. Веќе следната недела го имаме Девид Моралес на 23 декември, 24 декември ни гостува холандската мега звезда Елке Клейн, 25 декември ни гостуваат едно прекрасно турско дуо Велейле и Омер Арнанда од Истанбул. Исполнета програма као што доликува на ред, да кажам, светски барови и клубови. Среќен сум што, пак ќе кажам, Македонија го има ова што го нудиме ние. Го кажувам овој аспект, сите тие концерти што се случуваат кај нас, кога тргнуваме од концертите, не од диџејската програма, мора да напоменам дека се ексклузивни концерти. Го слушате Джибони и вие сте меѓу 200 лица кои што имаат можност да бидат присутни у барот. Капацитетот е толкав следејќи ги мерките и протоколите кои што се согласно со Министерството за здравство, даваат можност да се чувствувате малце повозвишено и затоа се насловени тие ексклузивни концерти. Не критикувам или пак не би негодувал кога би рекол дека би го слушал истиот артист на стадион. Си има сосема друга приказна и одењето на стадион, слушање на твојот омилен бенд или пеач со 20.000 други луѓе, меѓутоа ова е поджентлменска игра. Нашиот допринос на музичката сцена или да кажам самата наша музичка програма не прави, повторно ќе кажам, срекни со самиот податок. Барската основа е навистина многу интересна. Клубската основа е сосема различна. Меѓутоа нашиот тим се гордее дека ова што се случува во Скопје на барска основа со Интермецо Music Bar се случува само на Ибица, се случува само во Тулум, се случува само во Миконос и би ги набрал Берлин, Лондон парцијално. Зборам, пак ќе се вратам за да не бидам погрешно сватен, на барска основа. Не ова клуб. Ова е место каде што луѓето доаѓаат и порано, каде што луѓето ќе учествуваат во еден убав пијалог на еден джентлменски начин и ќе слушнат добра музика. Давајќи акцент на сето тоа, едноставно да доведува до нашата примарна и последна цел We Speak Music, тоа е нашето лого.
Сакаме да шеруваме добра музика, сакаме да споделиме добра музика како дел од креирањето на здравите навики во нашето општество, би кажал, и како нормално подпомагање во тие навики и достигнување на тие джентлменски, би рекол, стандарди. Не би должел многу. Јас би рекол за вашите слушатели, слушајте добра музика, негувајте здрави навики, едноставно бидете добри джентлмени. На морал и етика, кои што не знам оваа држава колку е тоа возможно, али по принцип на некои принципи кои што мислам дека човек не се раѓа, туку дека оттекне животот ги стекнува. Историска приказна која што секој валјда маж се стреми да ја добие. Во моје време имаше многу джентлмени, али како поминува времево, за жал, дали домашно васпитање, дали срединава каде што живееме, идат погрешни вредности, така да више джентлменството е изумрена врста. Загрижувачки, мислам, толку сме со краток фитиль, Сите. толку малку ни треба да пламнеме и да... Океј, тоа е можеби поради менталитетот и поради југот на кој живееме, можеби е тоа некаква колективен менталитет, некако, како да кажам, тоа не одредува веројатно во просторот и во времето, ама многу би било добро да се трудиме да бидеме малку поинакви, малку по джентлменски да се однесуваме. Мислам дека со пари све се решава, но како што гледаме низ град, скупи джипови поминуваат на црвено, глума джентлмени. Се поретки се джентлмените денеска, се потешко можам да издвоам некој кој што е джентлмен. Токму затоа оваа ваша емисија јас ја разбирам како едукативна. Дај да се вратиме на джентлменството, дај да посветиме внимание на тоа што треба да се биде, нели? Значи, джентлменот е начин на живот, едно поштовање, едноставно добро васпитање. Тоа е многу дугачка тема, ќе ни треба 3 емисии. Еве, првин ставот према девојките, према жените. Значи, джентлменски ќе кажам дека сум во брак некои си 5 години, во врска нешто малку повеќе од тоа. Не сум дозволил никогаш да не однесам кафе во кревет секој утро. Не сум седнал да јадам ни еднаш без неа. Тоа е дел од моето джентлменство. Джентлменски за мене е секогаш да го отстапам по убавото место за девојките. Джентлменски за мене е став према другарите и животот, према работата, да не правиш хвалоспев за себе, не се фалиш самиот, него да направиш да делата зборуваат за тебе. Да. Джентлменски е да, по мене и ден денеска, да најдам довчаник да го вратам. Значи, джентлменски е да, иако може би сум во сообраќајот во право, да дадам предимство за тој кој може би брза или може би во момент се збунува и сгреши. Значи, джентлменството се носи во себе. Джентлменството е, мислам, во постарите години поизразено и повеќе ќе дојде до да се види, затоа што си посмирен. Джентлменството е една смиреност и пуштање малку предимство на другите, во секој поглед и во секој сегмент. Кога ќе спомнете джентлмен, мислам дека имате различити или стотина дефиниции, секој си го дефинира у глава онака, главно се дефинирано онака како нас што ми одговара. Мислам дека не постои универзална дефиниција за тоа, ама првата асоциација која мене ми доаѓа на памет е
пристојност. Значи, да си пристоен, умерен, да знаеш до каде можеш и до каде треба да одиш. Тоа е некоја, за мене, не дефиниција, него разбирање на кој ги каже човек ево е джентлмен. Джентлмен е джентлмен сегде во свет. Ете, джентлмен не е нешто со кое што се раѓаш као титула, сер. Джентлмен стануваш. Значи, веројатно кроз некои еволуционно 3 фази кроз животот. Тоа е првата фаза, веројатно, што е васпитање. Значи, тоа е нешто што го добиваш од своите родители. Значи, како мал се учиш на манири и на култура. Касно, после во подоцни години е многу потешко. Онда кога фаза на образовање, значи каде што како си се образувал, со кои луѓе си имал контакти, да се тоа професорите или воопшто и сите оние студенти во тој период и ученици. И онда третиот дел би било она што би било делување. Тоа е више тотално на джентлменот, усвено на човекот што може би ќе го наречат джентлмен. И не верувам дека има разлика кај джентлмените било каде во свет. Едноставно, има една многу убава реченица што може да се употреби и овде. Тоа е, знаете, добар човек на добар глас. Понежниот пол може би е врв на тоа джентлменство, меѓутоа джентлменството е буквално во сите сегменти од нашето живење. Затоа велам, тоа е многу сложен процес, меѓутоа тука се многу работи кои што треба да бидат инкорпорирани во личноста. Дали сум стигнал до тоа ниво да бидам джентлмен, не знам да ви кажам. Сум имал прилика да сретнам луѓе, навистина со сите високи манири на еден джентлмен. Тоа се преди се од една висока класа на енглези, шпанци, кои што ми биле секој пат предизвик да можам да нешто научам. Не да копирам, да научам и да го уклопам во мојата личност. Да ги видиме убавините на Скопје. Знаете, има една изрека, немојте да ги заборавите луѓето што ги среќавате на вашиот пат нагоре, затоа што тоа ќе бидат истите луѓе што ќе ги среќавате на вашиот пат надолу. Се има свој почеток и крај, секој има своја шанса да направи нешто за својата заедница, за својата држава. Додека ја има шансата, треба да се потруди да го направи тоа најдобро што може и да ги извлече поуките од тоа. Секако, успехот или неуспехот од извршувањето на одредена функција ќе се цени од останатите луѓе и од историјата конечно. Сите джентлмени кои се вистински джентлмени, дека зрачат убава енергија, привлекуваат многу убави работи во сопствениот живот, привлекуваат и многу слични луѓе на себе и креираат една многу убава позитивна вибрација во нашето општество, што е заразна, што е добро. За мене, вистински джентлмен е човек со бонтон, со фини манири, со домашно воспитување, со тоа како се понаша во нормалниот живот, како се паркира, како зборува, како вокабулар има, како се однесува према своите соработници, према својата фамилија и на крај према своите другари. Джентлменството не е да си облечен во модна некоја, не знам, издание, да имаш добар часовник, да имаш добро ауто или да пушиш не знам какви пури. Тоа е джентлменството. Треба да бидеш човеко љубец, да ги сакаш луѓето. А ја луѓето ги сакам. Кога размислам што се карактеристиките на джентлмен, две работи ми доаѓаат први на помисли. Првата е човек со добри манири и човек со стил. Тито бил еден од најголемите джентлмени. Ја го доживам као светска класа поп икона, значи икона. Он е озбилен джентлмен. Он е озбилен. На страна се можеме да разговараме уште 6 емисии на таа тема, никад може и нема да се договориме. Ама зашто сите ќе се договорате дека ако сакате да видите појава, тоа е он. Ако сакате да видите разум, тоа е он. По сите параметри. Ден денес како ќе видам некои слики, некои
стварно не ми е јасно како тоа успеал, али претпоставам. Јас повторно ќе споменам крајот на 80-тите, средината на истите, почетокот на 90-тите. Растевме со многу уметност, многу прекрасни филмови, со филмовите на Оливер Стоун, Стивен Спилберг, Ридли Скот, филмовите на Брайан Де Палма и така натаму, со многу музика која што беше на вистина, со вистинска содржина. Беше време кога се создава убави представи кај нас, како Лет во место, Среќна нова или не знам, нели? Меѓутоа, од друга страна, знаевме да гледаме многу филмови што ги гледаа нашите родители. Од типот на Бална вода или Доктор Живаго. Филмови со тематика од почетокот на 20-тите или крајот на 20-тиот или крајот на 19-тиот век. Било играни, било документарци. Секаде ќе видите многу джентлмени. Вистински джентлмени. Тие имаат држење, тие се облечени во одела, може да се сосем сиромашни, вие не знаете каде живеат. Дефинитивно. Нивниот изглед и нивното однесување е вистински джентлменски начин на однесување и изглед. Приватно знам, еве и во однос на гардеробата, знам некојаш да се облечам како клошар, не ми пречи. Ако јас се чувствувам денеска да излезам во широки и скинати панталони со маечка, со разбушавена коса и неизбричен, да одам до продавница да фрлам ѓубре, но да кажам добар ден на мојот комшија кој го почитувам, на пазарот да ги поздравам луѓето, да прашам како се, што се, да помогнам некому нешто, секогаш сум тука присутен. И затоа мислам дека кошулата од делото, вискито и пурата не го прави човек джентлмен. Па джентлмен представува човек кој ужива во својот живот и при тоа не штети на другите, не се наметнува на другите. Live and let live. Тоа е джентлмен, човек што почитува цивилизацијски вредности. Джентлмен, можеби пристоен, уреден, културен човек. Можеби, не знам, некој со манири, со внимателен и така натака. Меѓутоа, никогаш не сум се задржувал за тие термини, затоа што и тоа е некаква поистоветена со нешто. Дефинитивно. Веќе ако сега, у моментов, ми даеш, еве, имаш 10-15 секунди да кажеш што е джентлмен, би рекол, па, човек кој што се познава себе си, истински кој е, се сака себе си и ги сака другите. Па, И е буден и свесен за целото постоење. Главен момент, може би сум досаден, меѓутоа мислам дека главен момент е домашното воспитување. Ние прерипавме, според мене, еден период од развојот на општеството, значи го испуштивме моментот на капитализам, предовме во социјализам, се опуштивме, живеевме релативно добро сите, меѓутоа по распаѓањето на Југославија и по пропаѓањето на тој комунизам, да кажеме, ние се вративме чекор назад во капитализам, каде што луѓето се изгубија, почна таа ненормална трка по пари, ненормална трка по материјално и по автоматизам, што има таква трка, родителите немаат доволно време да ги воспитуваат своите деца, онолку колку што треба, и тоа се според мене тоа е главната причина за таа разлика. Кога ќе се радуваш за нечи успех, апсолутно очекувај да ти дојде и да ти се врати на некој начин нешто. Значи тоа е, јас ќе го кажам, има некоја космичка, небеска правдина. Има нешто што се враќа. Секоја пратена позитивна мисла ќе се врати позитивно. Секоја пратена негативна мисла, знаеш како ќе се врати. За мене лично еден тежок збор асоцира на некој англиски господин, нормално елек, кравати, лептирки, чадори, шешири. Да. Меѓутоа, мислам дека тука станува повеќе како атрибути човечки, како што ги спомнав, се тие некои принципи, честност, искреност, интегритет, кои што доаѓаат од најрана возраст, пред се од фамилијата, треба да е домашно воспитување, кое го пренесува во секој аспект од живењето. Не е само на работа да си супер, дома да си за никаде, или со комшијата еден си добар, со другиот не. Тоа се некои навики на оној бон тон. За мене джентлмен е, значи, две компоненти, има форма и содржина. Значи, ова што споменавте за добро дело,
изглед, не знам, автомобил точак добар или не знам, друг некој визуелен дел, тоа е формата. Но по мене джентлменот треба да има и содржина, значи како се однесува, дали е со сестрано знаење, дали знае да се адаптира према ситуацијата во друштвото на едно достоинствено ниво, да има домашно воспитување пред се, по мене тоа е клучно. И тие две работи кои ќе се спојат, или односно джентлменот е идеален баланс со тие две работи, пошто не може ни во едното ни во другото, веројатно да бидете комплетни, и едното со друго се наполнува. Па што викаше мајка ми, со еден збор, ако мора да кажам, господин човек. Човек што владее со својата личност, меѓутоа владее и со средината и знае да се вклопи во секоја средина. Инаку како мал джентлмен, нели нежен човек, иако сепак нешто ме возело на таа Британија, на англичанец, на човек добро дотеран човек што носи луле, што има манири и така натаму, или како што чув некој виц што ме насмеа, кога ќе одите во ресторан, облечете се убаво, вика, ако се испијаните, ако сте лошо облечени, кои ќе ве изнесуваат од кафана, ќе речат видеа свињава како се напи. Ако сте убаво облечени, ќе кажат господинот вечера малце повеќе испил. Тоа е, мислам, разликата. Инаку джентлмен може да биде човек и што не мора да е дотеран, што не мора да баш до толку доди на тоа што носи, какви манири има, го носи во себе тоа љубов према другите, љубов према животот, особено према жените, према послабите, према децата и знае секогаш да помогне. На крајот на денот добрата навика те прави подобар човек. Факт. Се што е добра навика, за жал ситуацијата кај мене дома кај што помалечкиве две, најмалата ќерка уствари не пере заби редовно, за неја за добра навика кој се научи да пере редовно заби. И тоа генерално гледано кај луѓе, и добра навика е да знаеш на пролаз повозрасен човек или овакво, да знаеш дека треба да можеби направиш место да помине. Пример, глупа работа. Помогнеш со торби на некој. Сите викаме, знаеш тоа се подразбираме, знаеш обично работите што се подразбират, ние не ги правиме. Дефиницијата за джентлмен мене ми е многу интересно, слична ми е со дефиницијата за лидери. Нели сега има многу школи за лидери, стани лидери и така натаму. И интересно, баш пред некој ден размислував за ова, дека ние особено кога имаш своја компанија и во живот така натаму, не учат како да менаџираме други, нели како да бидеш добар менаџер. Меѓутоа никој не те учи како да се менаџираш сами од себе си. Секогаш сме први да кажеме како треба да биде, меѓутоа кога ќе дојде до сами од себе си, точно, правилата некогаш не се почитуваат. Почит. Да ги почитуваш најблиските, да почитуваш средината во која што работиш, функционираш секојдневно. Почитта се изразува на различни начини. Тоа е стилот на изразување, јас би рекол. Покрај римско право придавам и риторика на правниот факултет и тоа е од големо значење. Значи да не ги навредувате тие околу вас аргументите, да ги изнесувате на таков начин што колку и да не се согласувате, да имате почит кон туѓиот аргумент. Почитта се изразува, како што спомнавме и претходно, начинот на облекување, дрес-кодот е исто така некоја форма на почит кон другите. Така да, ако би можел во еден збор да го сублимирам тоа, се биде джентлмене да почитуваш средината во која што функционираш и да ги почитуваш тие околу тебе, колку и некојаш да не се согласувате или да имате различен став. Среќа не е никаков магичен лет. Туку е низа од обични нешта, пријатели, вистинска љубов и чесен труд. Тоа е за мене, тоа се тие доблести што е. Во комуникациите многу е битно да имате толеранција кон другиот, да се слушувате добро, да умеете да слушате. Она што и екстериерно се забележува брзото зборување. Морате одмерено, соодветна динамика и така натаму. Губењето на джентлменството одма ќе го препознаете. Тоа е брзо кажување, многу кажување во единица време и просто почнете што сакаш да кажеш. Невозможно е да направиш нешто со кое не правиш штета на нешто друго во било што. Кога ќе згазнеш на паркетот, го почнуваш да го абиш. Невозможно е да одиш по земјинава топка во овој физички универзум, невозможно е да правиш било што без да направиш некаква деструкција. Прашањето е колкава е деструкцијата и кој ќе ја направиш, дали си свесен за неја и дали си спремен ако некого
оштетиш и повредиш за тоа да преземеш одговорност. Мислам дека е вистинскиот знак на джентлменство. Да, има многу дефиниции. За мене джентлмен е едноставно човек со манири, со култура, што зрачи позитивно на околината, што дава добар пример на сите, што го прави општеството да изгледа поубаво, околината. Така да, тоа джентлмен е као за маж звучи, ама генерално и за жена важи истото. Значи, джентл луѓе, тоа значи дека джентл значи на англиски да бидеш внимателен. Да. Фин. И така да тоа ми е, едноставно, не ми е мене дефиниција за джентлмен пура и, не знам, шешири од дело, него ми е дефиниција манири. Джентлменството е нешто што се учи и надградува. И не постои практично ниво на кое што ќе се станете. Значи, секој ден со тоа учење ќе го поместите нивото од 5 на 6, од 6 на седмица, ден на ден ќе станете се подобар джентлмен. Дека седам обично мајца. Да? Да. Ретко, ако ми се ваку кошулу и сако, мислам дека ми го, да, ќе имам проблем понатаму со другарите со другарите околина, ќе се расчуе, меѓутоа не е важно што. Да, сакам кога сум нормално канцеларија деловно понеделник до петок, сабота не е важно, секако. Кошула сако при рака обавезно, бидејќи види позицијата е таква да не може се дозволи да седи со патики на маса. Меѓутоа да, сабота, недела или попладни или навечер излагања, можам старки, обавезно фармерки, тишерт или што да е апсолутно да, иначе овде обично мајца. За мене джентлмен е маж или моторџијата, поготово ние тоа што го сакаме и го замислуваме како клуб и какви личности градиме, пред се да се почитува послабиот, а особено да се почитуваат децата и жените. Реално, балканското е тој е првите джентлмени од тука излегле, предпоставам, сигурно не дошли од Енглеска, сега да кажам, како било, земјата била од екваторот се ширела нагоре, не се ширела обратно. Нашето однесување е најчовечко како што еволуираме, така да ние со тек на време се прилагодуваме на новите текови, на новите однесувања. Ние како мажи имаме некои своји манири и сами знаеме дека некојаш не чинат и пробуваме да се коригираме. Сега не може да кажем дека и жените не се коригираат дека се совршени. Така да балансот е, знаеш, успешен брак, успешно семејство е само баланс. Вистинскиот господин секогаш зрачи со шарм и има убава енергија. Си сакам добар пијалог, добра дружба. Јас сум од оние што мезат и седат долго. Не сум од оние дај ми јадење. Да, полека на тена. Полека да тера. Не ме прават среќен гламури, паѓање у несвес. Знаеш, нешто глуматарање. Сакам риболов многу и индивидуални спортови сакам многу, кај што зависи од мене само. Ево слободно време, ако немам што да правам, ако сме ние дружба, им викам слушајте, земете топче на куќа, фрлајте ми го, ја ќе ви го носам. Ќе трчи. Да. Јас како автор морам да се изземам од она што го правам. Ја не сакам да се идентификувам со тоа што го правам. Јас сум само обсерватор, јас само гледам што се случува околу мене. Таман работа сега да отпеам песна за Владко. Мислам, тоа би било страшно. Би било супер некој друг да ми напише песна за мене. Да. Тоа би ми ласкало. А вака сам... Знаеш како, во целата збориме за джентлменство. Да. Джентлменство значи изземање на самиот себе. Точно.
премногу луѓе зборат, ама знаеш ја, ама ја, и премногу луѓе почнуваат реченицата со јас. Јас да ти кажам. Јас знаеш колку, и јас као што умеам да кажам. Многу имам респект кон луѓе што се осамуваат и што дали се монаси или се во екзил по свој избор. Имавме еден концерт со Душко Гојковиќ, кој што има работено со сите светски познати џез музичари. Солисти покрај Душко Гојковиќ беа Мартин Ѓаконовски Шпато на контрабас, еден тапанар, колега на другарите мои на Кирил Кузманов, кој што има студирано во Грац, и на пијано беше пијанист кој што е професор по пијано на академијата, џез академијата во Грац. И на пауза го слушнав човеков, значи свиреше на клавир како сериозен виртуоз. Додека за време на концертот, во ниеден момент тој некако не ја покажа таа негова виртуозност или не се наметна како виртуоз, напротив, му даде огромен простор на трубачот, на солистот, носителот на концертот, да целиот фокус на публиката да остане на самиот композитор, на самиот носител, односно во случајот Душко Гојковиќ. И на некој начин баш е тоа одговор на ова прашање, дека во музиката постои простор каде што можат музичарите меѓу себе да бидат джентлмени. Да се ставам улога на диџеј и да кажам те да тргне. Малку, само кратко. Песната е стара 100 години. Е руска балада, Севдалинка. До неа сосема случајно доаѓа Пол Маккартни и оваа плоча е плоча која ги сипне Битлси од првото место. Ова е Мери Хопкин, една велшка пејачка која пее песната Those Were the Days. Тоа беа денови. Една прекрасна руска балада, но текстот е тој. Какви времиња беа тоа. И секој од својата генерација sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. А од музика буквално не би можел да го замислам денот без музика. Не знам, може ќе биде чудно, многу сакам XU Rock. Тоа ми е една од најомилените музики што од факултетски денови ја слушам. Владко Стефановски сакам да го слушам. Дефинитивно. Тинеџер во 70-ти години. И значи некаде до почетокот на 80-тите години ми беше тој период на тотален занес, на креативност, на растење и физичко и духовно и ментално и уметничко, ако сакате. Кога ќе искочам, слушам електронска музика. Дома слушам класика, у кола слушам, знам да слушам хип-хоп, R&B, значи све зависи од А најубавата музика дома? Смењето на децата. Така е. Би беше задоволство, честитки уште еднаш до вас и до целата екипа за овој проект, за промоција на добрите вредности и за се она што го правите. Ви посакувам успех понатаму во вашата работа.